Ова година сакав да започнем една серија за сабота навечер, која што ќе се занимава со сите примери на исцелување во Светото Писмо. Значи, примери на лечење од било каква болест, за кој што зборува Библијата. Но, како што наумив таква тема и веднаш таман влезе 2015 година и веднаш добивам нарачка за проповед. Нема да кажам од кого е. Значи, имам нарачка за некоја тема да направам проповед. Ке биде тоа за сабота навечер. Се мислам дали да биде за следната сабота навечер. Може да биде за следната сабота навечер. Но сега не е убаво да почнем со нешто што го сметам за серија, а следната сабота навечер да некако да ја прекинам таа серија со некоја друга тема. Па затоа решив денес ќе ја почнем таа серија, ама и нема да ја почнем, затоа што ќе прочитаме еден случај каде што Библијата споменува хируршка операција, но каде што нема лечење. Значи, не се работи за лечење, како што мислев. Па веднаш самиот почеток поставувам прашање. Каде во Библијата се споменува хируршка операција, а каде што целта не е лечење и причината не е болест? Благодарам. Благодарам. Друг пат ќе му залепам устата на брат Борче, кој ќе поставам прашање. Јас сакав да видам дали вие знаете, а не тој што е платен да знае. Благодарам. Ајде го прочитаме тој извештај. Каде се наоѓа? Второ прашање. Рековте на почетокот. Втора глава. Добро. Втората глава зборува за тоа како човекот бил создаден во детали. А првата глава, кога зборува за создавањето на човекот, дава само еден општ извештај. Например, и рече Бог да создадеме човек според нашиот образ, значи множина во глаголот, создадеме, и според нашиот во заменката исто така, образ, според нашето подобие, како што сме ние. Понатаму и го создаде Бог човекот според својот образ, ова е кај првата глава, значи, според образот Божи го создаде. И сега што вели? Машко и женско ги создаде. Значи, дали во образот Божи, дали ова машко и женско на некој начин го одразува тој образ? Прашање. Одиме понатаму. Господ вели постоа што ќе јадат, што да прават на земјата. Но кога ги создал, не ни се кажува во првата глава како биле создадени. Затоа постои втората глава. Втората глава е специјално напишана, иако Мојсей не пишал во глави, како и било кој друг библиски писател, едноставно само како продолжение на текстот, за да даде детален опис на тоа како бил создаден човекот. Забележувате дека првата глава всушност треба да заврши во втората глава
Кој стих? Добро, 7 стих. Може да речеме 7 стих, може да речеме, затоа што од 8 па до 14 сепак почнува тој детален опис за тоа како Господ создавал нешто што има врска со животот на првите луѓе. И сега се разбира, во 7 стих, они непознатиот кога зборуваме за природата на човекот. Текстот вели: и Господ Бог го создаде човекот од земен прав и му дувна во лицето дух животен. И човекот стана жива душа. Много интересно. И потоа се опишува создавањето на градината. Поточно се вели: насади Господ Бог рајска градина на исток. Да не го читам целиот тој опис. Но, откако сето оно што човекот го видел, слушнал и го доживел, и го направил, додека бил сам. Може ли да предпоставите колку долго Адам живеел сам? Откако бил создаден? Би можели тоа да го изразиме некако? Или не можеме да го изразиме? Можеме ли, знаеме или не знаеме? Видите, а што значи ова? Тогаш Господ Бог ги создаде од земјата сите полски животни и сите небесни птици и ги доведе кај човекот за да види како ќе ги нарече тој, па како што човекот ќе го нарече секое живо суштество, така да му биде и името. Колку долго можел да трае еден ваков процес? И зависи колку разни видови биле создадени. Точно е дека било истиот ден. Меѓутоа, што значи тоа, што значило тоа ден, можеме или не можеме да кажеме за тие прилики. Памтете го ова прашање за она што ќе го поставам подоцна. Добро, како и да е, човекот завршил со таа работа и вели 20 стих: им даде човекот имиња на сиот добиток и на небесните птици и на сите полски зверови. Добро, но за човекот не се најде помошник сличен на него. Затоа Господ му прати на човекот длабок сон. Трајче ова се нарекува. Како на латински? Тотална анестезија. Длабок сон. Па кога заспа, му извади едно ребро. Сакате да ви се случи вакво нешто? Замислите некој вака да ви рече: ќе ти направам операција, ќе ти извадам едно ребро, ама ќе живееш 930 години. Сакате така? Се разбира. Тоа за Адам не било никаква привилегија. Напротив, тој паднал од нешто многу повредно на тоа дереđе. Но видите, имаме случај на операција во Едемската градина, пред појавата на греот, пред да постои смрт, пред да постои крвопролевање, и на совршениот, создадениот, совршено човек, создателот му вади едно ребро. Го сакати, го прави фаличен. Па му фали ребро. Да не може би пораснало после тоа.
Може би имал таква ДНК да направи да порасне тоа ребро после тоа. Не можеме да кажеме. Не можеме да кажеме. Добро. Човекот бил совршен и потоа му била направена операција. И во таа операција извештајот само ни кажува дека на Адама му било извадено едно ребро и дури вели и местото го пополни со месо. Значи со мускул. Значи не израснало ребро. Значи Адам како да требало цел живот да чувствува дека му фали едно ребро, за да знае што. Намерно му фали едно ребро. За да знае што. Дека тоа реброто е тука. Не, дека тоа реброто е тука. Дека тоа реброто е дел, значи таа жена е дел од него. Не е било која. Таа е дел од него. Требал да ја чувствува како своја. Толку блиска, значи како да е дел од самиот него, што де факто било случај. Била направена од неговото ребро. Што знаеме понатаму за човекот после оваа извршена операција? Например, од реброто што го зеде Господ Бог од човекот, создаде жена и ја доведе кај човекот, а човекот рече, ете, тоа е коска од моите коски и плод, односно месо, од мојата плод. Нека и биде името човечица, вели оригиналот, зашто е земена од човекот. Затоа човекот ќе ги остави татко си и мајка си и ќе се прилепи кон жената своја и ќе бидат едно тело. Што значи ово израз? И беа обајцата голи, Адам и жената негова, и не се сраме. Па секој маж и жена може да бидат голи и не се срамат. Ништо чудно, нели? Се разбира. До сега тука нема ништо чудно. Кој маж се срами од својата жена или жена од својот маж, ако се голи? Само тие меѓу себе. Но, што е чудното? Чудното е што откако зеле од забранетиот плод, Библијата вели, тогаш им се отворија очите и видоа дека се голи. Е што, значи пред тоа не знаја дека се голи? Тогаш, дали забранетиот плод ги направи паметни за да сватат дека се голи? Па толку биле глупави да не знаат дека се голи? Дали змејата била во право дека сепак овој забранет плод дава памет, интелигенција, разум, да сватиш дека си гол? Што имале Адам и Ева пред да каснат од забранетиот плод, поточно пред Адам да касне? А што потоа го загубиле, односно го немале. Еве и потоа биле голи, нели? Само Адам и Ева биле, немало папараци, немало деца. Зошто се срамеле после тоа? Зошто гледале да се сокријат со смоквини лисија, да се облечат во смоквини лисија? Па нели се маж и жена? Што се срамеле? Оден од друг се срамеле? Не. Значи не е тоа. Од кого се срамеле? Зошто побрзале да го надокнадат загубеното со смоквини лисија? Што било срамот? Нема деца, нема новинари, нема комши, нема трети лица во Едем. Од кого се срамот? Од Бога се срамат, браво, доктор Блажо, точен одговор. Значи, знаеле дека треба да дојде некој да ги посети. И тој некој
дури викнал пред да се појави, се слушнал неговиот глас. Адаме, каде си? Значи, од него се срамија. Зошто се посрамија од него? Што се голи? А зашто пред тоа не се срамија? Што имале Адам и Ева пред тоа? Светост, точно. Што значи тоа светост? Што ни кажува апостол Павле на оваа тема? Се сеќавате? Таму во Римјаните вели, сите сгрешија и загубија, што загубија? Загубија Божјата слава. Што било тоа? Може да речеме светост, може да речеме праведност, може да речеме невиност. Меѓутоа, сето тоа, она што Адам и Ева го загубиле, тие пробале да го надокнадат со смоквини лисија. Значи, тоа што го загубиле, било нешто видливо. Да не речеме опипливо. Што било тоа? Значи, тоа било светоста, тоа било праведноста, тоа било карактерот. Меѓутоа, тоа било светост која што буквално свети. Божјата слава која што и видливо ја имале, ја носеле на себе. Како тоа изгледало? Верувам дека кога Ева би била така облечена, како што била во Божјата слава, ќе се посрамат сите модни куки, сите модни креатори, сите манекенки во овој свет. Едноставно ќе побрзаат да побегнат, да се сокријат од неја. Да избегаат како најсмрдливи суштества во споредба со неја. Како свињи во блато, во кал. Од каде го знам тоа? Од каде знам дека е така? Затоа што истиот апостол не информира во второто послание до Коринтијаните, 3 глава, и ни кажува што се случило со израелците кога го виделе лицето Мојсеево, откако овој 40 дена бил на гората Синај, во друштво само со Господа и со никој друг. Се разбира, неговите ангели се подразбираат. Што се случило со синовите Израелеви кога го виделе не Адам облечен во Божјата слава пред падот во грев, туку само лицето на еден грешник кој што 40 дена бил во присуство на Божјата слава? Што се случило со израелците? Што ни кажува апостол Павле? Ајде да отвориме таму. Второ послание до Коринтијаните, 3 глава. Единесетиот стих ни вели вакво нешто. Зашто ако е славно она што е минливо, тоа се однесува на Стариот Завет, тогаш многу пославно ќе биде она што е трајно. Се разбира, логично. И мајки пак таква надеж, ние действуваме со голема слобода. А не како Мојсей. Што правеше Мојсей? Што ставаше превес на лицето свое. Значи, Мојсей стана нинджа. Или муслиманска жена. Зошто? Зошто Мојсей ставил превес на лицето свое? За да не можат синовите Израелеви да го видат крајот на минливото. Ова е интересна игра на зборови. Со други зборови, Павле сака да каже, Мојсей ставаше превес, за да израелците не сватат дека Стариот Завет има крај. И треба да помине.
Но умовите нивни заслепеа, бидејќи и до ден денес кога се чита Стариот Завет им стои истиот превес, зашто само Христос го симнува. Понатаму апостол Павле, значи, со помош на овој превес, сака всушност да упати една длабока теолошка вистина. Меѓутоа, да се здржиме ние на буквалниот настан, на кој што тој тука се повикува. Кога тоа Мојсей ставил превес на лицето свое, буквално, каде можеме да го најдеме тој запис во Стариот Завет? Може ли да отвориме тоа? 34. Добро. 34 вели конкордансот тука. Втора книга Мојсеева, да отвориме 34 глава. Втора книга Мојсеева, 34 глава, или книгата Излез, или Ексодус. Да го прочитаме буквално настанот, така како што се случил, без да не влегуваме во Павловата теологија, што тоа значи во духовен смисол. Значи, во 34 глава се зборува за Мојсеевото враќање во логорот. Интересно. Всушност, можеме да се вратиме многу стихови поназад и да почнеме да читаме од 29 стих. Втора книга Мојсеева или Излез, 34 глава, 29 стих. Кога Мојсей се симнуваше од планината Синајска, ги држаше во рацете своји двете плочи со 10 заповеди. Но слегувајќи од планината, Мојсей не знаеше, видите, Мојсей не знаел за ово. А не знаел затоа што немало гледало. Туку во раце ги држал само плочите, двете камени плочи со 10 заповеди. Но слегувајќи од планината, Мојсей не знаеше дека кожата на лицето му зрачи, зашто Бог разговараше со него. Мојсей станал радиоактивен. Поточно неговото лице. Што зрачеше? Зрачеше видлива светлина. Ништо страшно. Која шминка може ова да го постигне? Што мислите? Да ги прашаме таму во Холивуд, имаат ли они нешто што можат ова да го постигнат? И бидејќи Арон и сите израелски синови го видоа Мојсей, како и тоа дека лицето му зрачи, се плашеа да се приближат до него. Еве од каде знам. Тие се плашеа да се приближат до Мојсеја, тогаш кога лицето му зрачеше. Само лицето. Но Мојсей ги повика и тие пристапија кон него. Арон и сите поглавари на народот и Мојсей говореше со нив. Потоа дојдоа сите синови израелски и тој им заповеда се што му рече Господ на планината Синај. И внимавајте, а кога Мојсей престана да зборува со нив, го покри лицето свое со покривало. Многу интересно. Но кога Мојсей излегуваше пред Господ за да зборува со него, го креваше покривалото додека не излезеше. А штом ке излезеше, им кажуваше на синовите израелски се што му беше заповедал. Тогаш синовите израелски го гледаа лицето Мојсеево како зрачи. Мојсей пак го покриваше лицето свое со покривало, додека пак не влезеше да зборува со него. Многу интересно. Што мислите, кога на катедра би застанал Мојсей со неговото лице, како зрачи, како би реагирали ние тука? Дали би реагирале слично на синовите израелски?
Дали може тоа да си го замислиме? Некако да си го доловиме како тоа изгледало? Се разбира, на светците, на иконите им цртаат ореоли, светлини, меѓутоа тоа не е тоа. Да видиме во реалност такво нешто, како тоа изгледало. А како пак изгледал Адам во својата слава. А како пак изгледа еден светол ангел Господов во својата слава. Пророкот Даниел, за кого не е запишено дека со нешто му сгрешил на Господа, вели дека утробата почнала да му се испревртува. Паднал на земјата како болен човек. Не можел да поднесе такво нешто. Да, благодарам, добар пример. Еден римски вод, начело со нивниот водник, спопаѓаа како мртви на земјата. Затоа што го видоа воскреснатиот Христос и го видоа ангелот во својата слава, во својата светлина. Како го повикува Синот Божи надвор. И пред Христовата смрт во Гециманија, ако се сетите, пред да стават раце врз Христа, пред да го уапсат, во еден момент Исус ги прашува: кого барате? Се сеќавате? Се уште не е Тазе Јован, нели, од проучувањето. Исуса Назареецот, јасум, и кога рече јасум, испопаѓаа долу на земјата сите стражари, полицајци, вооружени, што дошле да го уапсат. Потоа станале и повторно прашале, односно Исус повторно ги прашува кого барате. И дури тогаш тој дозволува да биде уапсен. Меѓутоа, кога се сеќавам во книгата Копнеж на вековите, овој настан се објаснува малку поинаку. Како прво, дали Библијата ни кажува зошто паднале војниците првиот пат? Беше интересно што во филмот на Мел Гибсон беше прикажана цела една интересна сцена со употреба на сите боречки вештини. Не баре апостолите ги научиле сите азиатски боречки вештини. Во дуел со овие војници, значи не само Петар со увото и ножот, току и сите други беа, значи, обучени во школата на Брус Ли. Но тоа е Мел Гибсон. Реалноста била поинаква. Библијата не ни кажува зошто паднале овие стражари. Се сеќавате ли зошто паднале? Копнежот на вековите кажува зошто паднале. Зошто се онесвестиле? Има ли причина да се онесвестат? Вели, постоел еден ангел кој што не можел да трпи. Значи, имало, меѓу ангелите има нестрпли. Замислите, меѓу Божите ангели има некои што по својот темперамент се разликуваат од другите ангели. Може би не се сите исти. А? Или може би грешам. Имало еден ангел кој што не можел да ја трпи сцената, неговиот Господ, да биде понижуван и апсен. И без од никого не примил наредба, ниту од Господа, од никого, ниту од некој свој предпоставен, веројатно. Додеше не знаеме кој бил тој. Може би не бил Гаврил, на највисокиот чин и положба, на која што некојаш се наоѓал Луцифер. Тој едноставно решил да интервенира на своја рака. Само иницијативно. Блеснал за миг со својата ангелска светлина. Се прикажал пред таа толпа, вооружена толпа, во својата слава.
божествената слава. И тие испопаѓаат долу како и римската чета при воскресението. Замислите, ова било испад на еден поединечен ангел, ако воопшто може така да се нарече, според копнежот на вековите, според Елена Вајд. И се разбира, Господ тоа го дозволил. Веруваме дека ангелот не бил казнет за вакво нешто, не бил на некоја дисциплинска комисија во Новиот Ерусалим за ваквиот испад, за ваквото самоиницијативно действување. Туку Господ го дозволил тоа нешто за да разберат Христовите непријатели со кого имаат работа. Да разберат оние кои што се наоѓале на прагот да го направат непростливиот греф, со кого имаат работа. Браќа и сестри, единствениот начин на кој што можеме да бидеме исполнети, ако сега не сме, без оглед дали во минатото сме биле или не, со стравот Господов, е да доживееме искуство со Неговата слава. Само кога ќе видиме Неговата слава, не мора тоа буквално, физички мислам, со очи, но само кога ќе разбереме Божијата големина, Неговата светост, Неговата моќ, кога ќе дозволиме Светиот Дух да внесе такви импресии во нашиот ум, тоа ќе биде доволно да побегнат сите демони, сите страсти, сите проблеми, сите искушенија, да заборавиме на се друго да заборавиме, а да сакаме само едно, да бидеме и да живееме во таа светлина, во таа Господова слава. И се сеќавате кога Господ се преобрази, Матеј 17 глава и на други паралелни примери. Што посака Петар, се сеќавате? Тој истиот Петар кој што на почетокот при првата средба со Исуса Христа, само затоа што видел едно чудо, не видел светлини, не видел ангели, видел само откако тие цела ноќ ловеа и ништо не уловија, сега доаѓа еден столар и им кажува каде да фрлат мрежа и одеднаш ловат големо мноштво риби. Како реагираше Петар, се сеќавате? Тоа беше чинам Лука 5 глава. Оди си од мене, Господе, бидејќи јас сум човек грешен. Петар бил присутен на едно Христово чудо, првото за него, во неговото искуство, и се почувствувал грешен, никаков. Тој истиот Петар, што ќе рече на гората на преобразението Господово, каде што биле само тројца, тој и Заведеевите синови, Јаков и Јован. Не овој Јаков, што го проучувавме. Јаков, братот на Јован, кој што загинал 44-та година од меч, бидејќи царот Ирод Агрипа наредил да биде погубен. Потоа и Петра го фрлил во темница, но ангел Господов го ослободил за Пасха. Потоа ангел Господов го удира царот Ирод Агрипа и Библијата вели во момент кога тој се фалеше, се само издигнуваше, држајќи некаков политички говор, ангел Господов го удира и тој падна на земја изеден од црви. Тој истиот Петар на гората на преобразението вели, што му вели на Господа? Кога Господ се преобразил, кога се јавуваат Мојсей и Илија заедно со него. Господе, што рече Петар, се сеќавате? Се сеќавате ли што рече? Што рече Петар, се сеќавате ли? Дали тој момент го запаметивте? Верувам дека сите сте го прочитале тоа до сега. Господе, убаво ни е да бидеме овде. Дај да направиме 3 сеници. И за Мојсей, и за Илија. И да живееме тука вечно. Заборавиле на се друго.
Заборавиле на долу што се случува, на другите апостоли. Заборавиле на светот долу позади нив. Заборавиле на своите семејства. Заборавиле на својата работа. Заборавиле на целиот нивен живот, кога дошле во контакт со Божијата слава, со Господовата светлина. Господе, убаво ни е тука. Дај да направиме 3 седмици и да се дружиме тука со Мојсей и Илија. Замислете, само со Мојсей и Илија да се дружите, тоа цела вечност, тоа ќе биде блажена среќа. А не со милиарди други ангели ли, оправдани ли верници, посветени праведници, така натаму. Не е битно. Дали можеме да ние да го доживееме тоа чувство? Дали сакаме да го доживееме тоа искуство? Можеме да го доживееме без да ни дојде Илија на гости? Или Мојсей? Или да го видиме Господа во тело? Можеме. Светиот Дух може да го постигне тоа и денес во нашите души. Господа даде да му ја отвориме вратата на нашето срце, за да влезе и тој со неговата метла да го направи сето она што треба да се направи, бидејќи ние самите ниту знаеме што треба да се направи. Нека му е фала и слава вечно. Амин.